Македонија ќе добие 750 милиони евра од Европската Унија ако ја спроведе реформската агенда, како дел од планот за раст на Западен Балкан. Но како и за други европски пари, така и за овие, Европската Унија и нејзини земји членки обезбедија средства и за надзор. Веќе е формирана граѓанска алијанса за реформи и раст со представници од повеќе невладини организации. Тие утврдија методологија според која ќе треба да го следат напредокот во остварувањето на реформската агенда и планот за раст на Западен Балкан. Методологијата овозможува систематско следење на напредокот, проценка на усогласувањето на реформите со правото на Европската Унија, откривање тесни грла во спроведувањето и зајакнување на одговорноста и транспарентноста при процесот. Андреа Стојковски од Институтот Преспа вели дека мониторингот на спроведувањето на реформската агенда нема да биде само голо чекирање. Например, кај судиите треба да видите дали се применува принципот на кариера, дали се применуваат другите закони кои што го опишуваат процесот на нивното именување или на нивното напредување во повисоките судови, дали се објавуваат ранглистите, дали оние кои што биле рангирани највисоко на листата на крајот се именувани и така натака. Кога зборуваме за други мерки, тогаш треба да следиме како се имплементира сродното законодавство, како се следат процедурите кои што се веќе претходно опишани, за да можете да постигнете саканата мерка. Граѓанските организации ќе објавуваат два типа извештаи од следењето: екс-анте и екс-пост. Екс-анте следењето е во принцип потребно за да можеме да алармираме, доаѓа точно тврдениот рок во кој што тој реформски чекор или таа мерка треба да биде спроведена, завршена. Нас ни преостанува уште толку работа за да сториме, до сега се направени овие чекори, требаше вака да го реализираме и така натаму, за да можеме експост да направиме дали е конечно реализирана мерката, на кој начин, колку биле прифатени нашите размислувања и така натаму. Методологијата за следење на реформската агенда ги опфаќа сите 5 столба. Во следењето на реформите од областа управување со јавните финансии, вклучен е Институтот за економски истражувања и политики Finance Think. Извршната директорка Благица Петрески вели дека ова е важна област со чие реформирање државата може да ја подобри фискалната дисциплина и да ја зголеми ефикасноста и ефективноста во трошењето на јавните пари. Ние, како земја, имаме програма за управување со јавни финансии, која што е можеби на сила 7-8 години. Меѓутоа, степенот на реализација на таа програма е многу мал. Зошто? Заради севкупните капацитети на институциите, меѓутоа и давање на други приоритети, можеби во рамки на истата институција. Оваа форма на реформската агенда избира посебен дел од оваа вкупна програма, каде што дава можност да се направи промена на процесите, промена на начинот на кој што се функционира во рамки на една институција и во рамки на одредени активности, и тоа е токму тој процес на реформа каде што управувањето со јавни финансии треба да го искуси. Петрески вели дека има 3 клучни приоритети при управувањето со јавните финансии на кои треба да се обрне посебно внимание при процесот на реформи. Првиот е зајакнување на внатрешната финансиска контрола во рамки на буџетските корисници, каде што тука треба и од квантитативен и од квалитативен аспект да се зајакнат капацитетите на луѓето, каде што треба да се генерираат внатрешни ревизорски извештаи од секој од тие буџетски корисници, меѓутоа и да се проценат ризиците, вклучително и оние ризици за корупција кои што постојат. На таков начин се подобрува фискалната дисциплина во рамки и на централно и на локално ниво кај буџетските корисници. Вториот приоритет е во делот на јавните набавки. Тука треба да имаме поголем квалитет и подобро искористување на средствата. И третиот аспект кој што можеби за мене е најклучен е целосна имплементација на законот за буџети. Преку оваа реформа треба да се воведе конечно тоа среднорочно буџетско планирање. Во следењето на реформите од областа зелени и дигитални транзиции, вклучен е Институтот за добро владење и политики во животна средина и клима. Експертката Јадранка Иванова вели дека реформската агенда не таргетира аспекти што се директно поврзани со животната средина, туку повеќе ја опфаќа декарбонизацијата, односно намалувањето на влијанието од енергетскиот сектор.
Предвидени се повеќе активности кои што се однесуваат на зголемена енергетска ефикасност, зголемена употреба на обновливи извори на енергија, подобрување на целиот систем, енергетски систем, особено на инфраструктура која што треба да обезбеди добра транзиција на енергија. Она што е значено од аспект е што одредени јавни објекти кои што сега за жал се уште и користат топлинска енергија од или нафта или да кажам дрва, таквите енергетски ќе бидат заменети со обновливи извори што секако ќе придонесе во подобрување на воздухот, а и нормално во зголемување на енергетската ефикасност. Реформите во оваа сфера опфаќаат и донесување на закон за климатски акции и подзаконски акти за мониторинг на емисиите на стакленички гасови од одредени индустријски објекти. Тоа е еден комплексен закон и сметам дека Министерството за животна средина и просторно планирање треба да биде соодветно поддржано и од другите министерства, вклучително Министерството за европски интеграции, Министерството за енергетика, Министерството за финансии, заради тоа што законот наметнува еден комплексен систем на промени, се со цел намалување на емисиите, меѓутоа и во известна места финансиски импликации за сите оние инсталации, за сите оние субјекти кои што при своето работење имаат емисии на стакленички гасови, а влегуваат во опсегот на оние инсталации што се дел од регулативата на Европска унија за трговија на емисии од стакленички гасови. Да обезбедиме Мониторинг на реформските агенди на земјите од Западен Балкан ќе се врши и на регионално ниво. Тој проект го води Институтот за европски политики, а една од целите е да се поттикне позитивен надпревар меѓу државите. Како мрежа на think-танкови која што работи во регионот, ние и нашите колеги од останатите 5 држави сакавме да се обидеме да ја вратиме таа динамика. И поради тоа нашата цел во оваа иницијатива која што ќе работиме во наредните 3 години е да идентификуваме области каде што сите држави се обврзале на слични реформи во одредена временска динамика во периодот во кој што ќе се спроведува самата реформска агенда и да креираме една методологија која што ќе се фокусира и на тоа што се кои закони, кои процеси треба да се спроведат, меѓутоа кој е исходот што треба да се постигне всушност со реформските агенди во однос на самите индикатори. Целта е и да се разменуваат искуства меѓу државите, кои инаку имаат различни пристапи кон овој процес. Например, во давањето јавност на извештаите за сработеното кои се испраќаат до Брисел. Единствената која што, например, го објави својот извештај, кој што го испрати во Европската комисија, беше Црна Гора на 15 март. Во останатите држави тоа не е случај. Ја гледаме динамиката на носењето на клучните документи во однос на структурите, можеме да споредиме каде се доцни. Како резултат на таа регионална димензија, колегите кои што ни се партнери од Косово се многу свесни дека Косово е единствената држава која што не успеа пак да ги ратификува во својот парламент договорите за заемот, па не успеа ни да ја побара таа прва авансна исплата од Европската комисија. Задачите се познати, роковите течат, мониторингот трае, а првите извештаи ќе стигнат во следните недели и месеци.